Проширувањето на Европската Унија не треба да се гледа како милостина, туку како инвестиција и чекор кон мир, безбедност и економска стабилност, како за регионот, така и за Европа, порача шефот на македонската дипломатија. Муцунски го оцени планот за раст како алатка каде реформата значи награда и механизам преку кој граѓаните ќе видат дека доброто владење навистина функционира. We do not see the reform agenda as a replacement for accession negotiations, because the reform agenda cannot replace accession negotiations. But on the other hand, we do see it as a tool by which the European Union and its member states, as I said in my opening statements, can assess whether or not the government, its people, its nation, its civil society, academia, all walks of life, are invested in the EU path. Со секоја спроведена реформа од планот за раст, ние од денес завршуваме обврска која ќе треба да ја исполниме откако ќе бидат отворени преговорите, кажа министерот за европски прашања во гостување во тема на денот на Сител. Според Муртезани, колку повеќе ние ја имплементираме реформската агенда, толку полесно ќе ги отвориме поглавјата во иднина. Планот за раст за земјите од Западен Балкан и реформската агенда, односно тие наши 136 чекори, се целосно хармонизирани со скрининг извештаите од процесот на скрининг и со сите делови организирани во кластерите и во поглавјата на преговарачката рамка. Фокусирањето на реформите сега, освен што носи пари, освен што го подобрува животот на граѓаните, освен што ни помага во подигнување на стандардите и усогласување со европските стандарди, ни помага да завршиме дел од работата дури сега, кога сме блокирани од страна на бугарите, и сето тоа ќе ни служи откако формално ќе ги отвориме преговорите. Планот за раст денеска го коментираше и премиерот Христијан Мицкоски. Тој нагласи дека со него Македонија ќе се трансформира. Ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура. Ќе направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Еврокомесарката Кос кажа дека дури 75% од реформите кои биле побарани од земјите од Западен Балкан се завршени, а Македонија прва од регионот ги доби средствата од предфинансирањето. Мартин Арсов, Сител телевизија.